се избуни. Благодарам председателе, почитуван министер, почитувани колеги пратеници. Јас малце ќе зборувам за од другата страна, освен пациентите, ќе зборувам и за здравствените работници. Се поголем број е бројот на заразени здравствени работници. Имам информација од клиничка болница Битола, па ќе ве прашам каде е заштитата на здравствените работници вметната во овој закон, каде е скрининг тестирањето на здравствените работници кои што биле во контакт со инфицирани пациенти со COVID-19, затоа што инфектолозите се комплетно заштитени, меѓутоа останатите сите здравствени работници од една страна треба да се однесуваат со пациентите како да се ковид позитивни, а од друга страна немаат комплетна здравствена заштита, им се дава само една маска за дежурство 24 часа, а останатото здравствените работници треба сами да си ги купуваат. Или конкретен пример, имаме пациент на интерно кој што е хоспитализиран, направен тест ковид позитивен и префрлен на инфективно оделение, а персоналот кој што го третирал ниту е тестиран, ниту е изолиран, а имаме асимптоматски пациенти. Значи, ќе ве молам, ќе треба да ги заштитиме и здравствените работници, затоа што ќе нема кој да ги лекува останатите. Во последните неколку денови имав контакт со многу пациенти, имаат многу проблеми во организацијата на здравствениот систем. Имаме двајца пациенти, брачен пар, млади, со висока температура, немаат направено тест, не можат да направат тест затоа што нема тестови, не ги примаат на инфективно, не ги примаат на фтиза затоа што не се диагностицирани и тие сами се оставени на себе. Или има двајца стари пациенти, едниот е тестиран позитивен, снатава е во изолација, викаат брза помош. Брзата помош не оди затоа што им вели дека треба да најдат кревет за на инфективно оделение. На инфективно оделение има 4 доктори, инфектолози, од кои двајца се веќе за во пензија и двајца се до 60 години. Од друга страна, и ништо не направивте за болницата, затоа што требаше барем до грамата да ја смените. Потрошивте 1 милиарда евра, имавте донација, баш видов на порталот. Европска унија во вредност од 4 милиони евра донирала на министерство. Соединетите американски преку USAID донирала 11 милиони американски долари. Во наменска сметка се стигнати 59 милиони и 300 илјади денари, а ништо не видовме ние здравствените работници. Верувајте, сами си ја купувавме заштитната опрема. Повторно ќе кажам, не зборувам за инфектолозите, зборувам за сите здравствени работници кои што работат во клиничките болници, кои што треба да се однесуваат кон секој пациент како да е позитивен ковид, а при тоа им се дава една маска за 24 часа, или ако е N95 треба 2 недели па да си ја перат дома. Значи, тука треба да бидат вклучени и стоматолозите, затоа што тие не работеат 3 месеци и требаше сами на крајот да си набават заштитна опрема и тука треба да бидат вклучени. Како може да речеме во приватно здравство се да има, а во државното не може да се тестираат граѓаните. Навистина здравството ни е во хаос, во катастрофална состојба, плюс заразените здравствени работници. Ке ве молам, мерките треба да бидат малце посуштински, по-конкретни, а вака носење на маски, па и досега граѓаните на отворено носеа маски, барем 80%. Ви благодарам. Farm David, ministre